Од Струмица одиме во Штип. Кристина Ампева не очекува таму од Сдруженијето Гласен текстилец со најновите информации кога станува збор особено за работната сила. Кристина, добро утро. До неодамна зборувавме за недостиг на работна сила во текстилната индустрија, но за кусо време работите се менуваат таму. Имено во моментов информациите се дека дел од брендовите заминуваат и се отпуштаат работници. Што се случува во моментов? Прво, добро утро, да ви заблагодарам за поканата, да бидам присутна денес овде па да кажам збор-два за најновите случувања. Па да, во принцип тоа се знаеше дека со економска криза и слично дека ќе се случува ова, меѓутоа и добар дел од брендовите, како што кажавте, или затвараат, банкротираат, или пак си заминуваат во земјите каде што име најефтина работната сила, да ги спомнеме Индија, Бангладеш, таму се претежно. Таму име најефтино некако да работат, бидејќи име најефтина работната сила, мора да се напомене. Така да, во овој период бележиме деловни потешкоти на фирмите, барем на текстилните, добар дел на текстилните. И имаме случаи веќе во Кочани и во Штип каде што почнуваат затварање. Што е со оние работници кои што ги имаме во моментов и имаат своја работа? Колку овој кадар е квалификуван, Кристина? Секако дека е квалификуван, да биде појасно дека ова се претежно жени кои што целиот свој работен век работат во оваа индустрија, така да, квалификувани се, меѓутоа освен проблемот со брендовите што заминуваат, морам да кажам дека овие жени се во по возрастни, да кажам, години, колку одите поисточно, толку е повисока старосната граница и тука збориме за жени од 50+. Така да и тие наскоро заминуваат во пензија. Така, пред малку гостин ни беше Бојан Тодоровски од Бизнес конфедерацијата на Македонија и со него проговоривме за уште еден многу важен аспект од целава приказна, тоа е мотивацијата на работниците. Оние кои што ги имаме и оние кои што работат треба да бидат мотивирани за работа. Како со овие плати кои што ги има во моментов во текстилната индустрија да ги задржиме работниците и од друга страна да бидат мотивирани за работа? Па не знам со 22.500 денара каква мотивација очекуваме, меѓутоа да спориме и за голем дел на прекршување, она што се уште ни стои како проблем кој што управата, системот на управата за јавни приходи го дозволува, тоа е постојано каснење на плата и по 2-3 месеца и дополнително исплата под минимална плата. Додека бележиме дека во земјите од регионот платите постојано се покачуваат, кај нас баш имав можност да слушнам минатата недела, дека дури министрот за труд и економија вели ќе видиме дали ќе се покачат, дали ќе се намалат платите. Па од тука апели до работодавачите дека со такви некои, да кажам, муабети немаме доволно продуктивност и платите не може да растат, не знам тогаш со кои работници планираат да го продолжат нивното производство. Значи, збориме за приватниот сектор. Во јавен сектор знаеме како е, меѓутоа во приватниот сектор работници од кои што зависи економија на една држава, со оваа плата мислам дека нема апсолутно никаква мотивација. И во тој контекст каква стратегија ни е неопходна во моментов, Кристина? Ако се сеќавам во последното гостување ве прашав кои се очекувањата од новата влада во однос на соработката, сега ве прашувам дали остваривте соработка и дали имаме на повидок добри решенија? Па да ви кажам дека поушално да. Меѓутоа дека сме имале средба, не сме имале средба. Ниту пак гледам дека некакви мерки се носат за благосостојба на работниците, за покачување на плати, за да се мотивираат овие работници од приватниот сектор. Повторно ќе речем, вие не можете да донесувате некакви си странски кредити и слично, да ги пуштате повторно во оптек за приватниот сектор, да не имаме никакви, да речам, не слушнав што особено се
се планира во делот на резултати од тие пари. Да кажеме дали ќе има покачување на плата, дали ќе има автоматизација, модернизација на производство, бидејќи видите голем дел од овие проблеми кои што сега се соочуваме како текстилна индустрија се токму од тоа немање на стратегија и пуштање на народни пари онака во ветар и магла, кои што претежно завршуваат во добар дел од џебот на работодавачите и повторно бенефит овде немаат работниците. Така да не сум задоволна со она што моментално го гледам, па и го слушам и дополнително да, не сме вклучени. Паушално може да се наведува дека да, како владата има соработка, меѓутоа не. Се викаат постојано големите синдикалци од Скопје, кои што немаат поима што се случува на терен и ете таквите ќе ви носат заедно наводно мерки и покачување на плати и не знам што меѓутоа на терен нема ништо. Што треба да направиме од друга страна за да ги задржиме конфекциите овде да не заминуваат? Не само конфекциите, целиот приватен сектор е во тешка состојба. Да кажеме дека имаме агенции за вработување, односно газди на тие агенции кои што се на некој начин како бели мечки. Ќе видите дека по 6 месеца некаде не се пушта плата. Ќе видите дека по 2-3 месеца не се пушта плата или се пушта само минимална плата, иако знаеме дека тие луѓе работат и сабота и недела и преку време и во смени и слично, меѓутоа не гледаме додатоци и надоместоци на плата. Стратегија за текстилната индустрија, за текстилијата имавме можност да ги викнеме од министрот за финансии до агенции за вработување и слично, меѓутоа не гледам фидбек од таа страна. Ние направивме секакви истражувања, тука сме за да помогнеме, меѓутоа гледам дека јас знам дека ВМРО си тежне кон соработка со бизнис секторот, со стопанствениците, меѓутоа овде треба да се викнат експерти кои што знаат што работат. Стратегија треба да се направи за цел приватен сектор, а особено за текстилството и да видиме дали ќе има контрола на парите кои што повторно се даваат кон приватниот сектор. Покачување на платите како треба да има. Ќе анализираме и следиме. Благодарам Кристина за овие информации и вклучувањето во утринската програма. Нарите Битола, ваниот таму имаме вести.